Здраво, дечки, добро дојдовте во уште едно Дома со Леа видео. Моето име е Леа и денеска повторно ќе зборувам за дохрана кај бебиња, односно делумно за нашето искуство и делумно за општите совети кои што не ги дадоа на оваа тема. Имате линкче овде горе на картичкава која се појавува. Доколку не сте огледале претходното видео, можете да кликнете и да го гледате. Воведувањето на дохрана е неопходна работа и нешто што не може да се избегне, нели? Тоа е наведум едноставна активност, секојдневна, бидејќи нели бебето го храниме неколку пати во текот на еден ден. Може да се каже сосема обична работа, меѓутоа кога ќе дојде време за воведување на дохраната, ќе се соочите со еден куп одлуки кои што мора да ги донесете, сознанијата кои што ќе ги имате на база на сопствено истражување и на база на советите кои што ги добивате, можат да бидат доста контрадикторни, во смисла почнете пред 6 месеци, не почнувајте пред 6 месеци, почнете со житарки, не почнувајте со житарки, може да давате вакви и вакви намирници, не смеете да давате вакви и вакви намирници до таа и таа возраст. Значи, буквално не само различни, туку и сосема спротивставени информации. Практично, за да можете брзо и едноставно да одлучувате, ќе ви биде потребен систем за одлучување и токму затоа јас сакам да ги споделам одлуките кои што јас ги донесов и позадината, значи зошто одлучив за одредени работи во текот на целиот изминат период, од моментот кога Зара наполни 4,5 месеци и почнавме со дохрана, до сега веќе кога има 10 месеци и има 4 оброци во денот. Мислам дека споделувањето на искуствата на мајките е клучно за да добиеме на по-голема перспектива, од поширок агол да ја погледнеме дохраната на нашето дете и малку посамоуверено и посистематски да ги донесеме сите одлуки кои што мораме да ги донесеме како мајки во тој процес. Така, например, може да почнете со дохрана на вашето бебе кога ќе почне да се интересира за храната која возрастните ја јадат. Може да почнете кога ќе ги добие првите запчиња. Може да почнете откако вашиот педијатар ќе ви рече може да почнете сега. Може да почнете кога детето ќе може самостојно да седи, со што нели процесот на хранење ќе биде лесен и едноставен, бидејќи тоа самото ќе седи во столчето за хранење. И мислам дека е најважно да го искористите советот кој што вас ви одговара. По совет на доктор, Кирка ми почна со дохрана некаде околу 4,5 месеци, заради регулирање на пробава и почнавме со овошје. Овошјето и денес најголем дел од незината исхрана, сега кога веќе има 10 полни месеци. Но во секој случај, тоа беше периодот кога бебето почна да биде заинтересирано за храната која што ја јадеме ние. Оваквата заинтересираност ја постигнавме со една цврста добра рутина, која што беше дел од нашата вечерна рутина, уште од самиот почеток, а особено откако бебето почна да седи малку поисправен. Почнавме да ја ставаме покрај нашата маса и да вечераме заедно со неја, разговарајќи за храната, нели правејќи интересни гестови и звуци кои што охрабруваат јадење. И така доста набрзо тоа почна да се интересира за лажиците, за вилушките и за зошто ја принесуваме храната, што нели толку не фасцинира од нашата вечера. Ако мислите дека само моментот кога ќе воведете исхрана за вашето дете е единствената дилема што ќе имате, многу се лажете. Практично постојат и поделби, и тоа сосема контрадикторни, по прашање на нутритивните вредности на храната, односно дали да се започне со овошје, бидејќи овошјето е затоа што се благи, најголема е веројатноста дека ќе им се допаднат на бебињата. Потоа, дали ако се започне со овошје ќе биде потешко да се воведе зеленчук, дали треба да се започне со зеленчук, кој што има поостар вкус и може нема да им се допадне на бебињата.
Потоа, што е со житариците? Некои култури ги воведуваат најпрво житариците, а потоа овошје и зеленчук. Што е со млечните производи? Што е со конзумацијата на млеко, мед и алергени, вклучително и јајца по навршување на една година? Што е со потребата за внесување на витамини кои што ги има во месото и во јајцата и на која возраст сето тоа треба да се прави? Педијатарот практично ни даде листа на испечатени совети поврзани со дохрана, најверојатно составени од најчестите прашања што збунети мамички им ги поставуваат. Главните елементи на педијатрискиот совет јас ги издвоив на неколку ливчиња што си ги залепив на фрижидерот, во кои што си ги пресметав од прилика големините на порциите за одредена возраст, како и намирниците кои што треба да се внесуваат постепено на одредена возраст и практично се држав за тој совет. Ова го направив од неколку причини. Прво затоа што е совет кој што доаѓа од доктор кој што има долгогодишна пракса, што значи дека многу бебиња јаделе на овој начин и се е во ред со нив. И исто така затоа што доколку го следиме советот на докторот, можеме веднаш да се обратиме кај него, да го прашаме нешто повеќе доколку нешто не е сомнително или тргне не по посакуваниот начин во исхраната на бебето. Меѓутоа, ако мислите дека тоа ќе ви ги реши дилемите, повторно се лажете, бидејќи во последно време станува доста модерно, да кажеме, да се нуди на бебето цела храна, односно се наметнува на родителите дилемата дали на бебето му се нудат сокчиња, кашички, типична бебешка храна, или да му се нуди храна со која што тоа ќе ги запознае и текстурата, и вкусовите, и начинот на јадење, и ќе развива фина моторика и ред други работи кои што ги носи еден доста популарен во светски рамки начин на пројадување на децата, наречен baby led weaning. Најпрво ќе ве запрепасти со можноста за ризик од голтање на големи парчиња храна, од закашлување и задавување со храна. Деталите за намирниците, односно за типовите на продукти и редоследот по кој што ги воведувавме, би ги објаснила малку подетално во наредното видео. Исто така, сакам да напоменам дека за добра квалитетна дохрана и за добра навика на хранење, потребна ни е, како и за се друго во животот на бебето, добра и конзистентна рутина. Ви благодарам многу на вниманието, притиснете лайк, притиснете subscribe, притиснете го на малото звонче до subscribe купчето за да ви стигне нотификација кога ќе го објавам наредното видео и се гледаме пак во понеделник. Чао!